Добар ден, Мирдита. Дали сте спремни? Може? Благодарам. Почитувани представници на медиумите, веднаш по моето назначување за национален ИПА координатор, во име на владата побарав детален пресек за состојбите во ИПА структурата, предизвиците со кои се соочува, како и степенот на искористеност на средства како најважен параметар за успешноста на ИПА системот. Јас како одговорен за програмирање и мониторинг на спроведување на ИПА средствата, но и министерот за финансии како одговорна институција за контрактирање, за процесот на склучување договори и спроведување, денеска сакаме да ви презентираме дел од нашите наоди од извештајот за пресекот на досегашните состојби за ИПА средствата. Во така наречениот ИПА 1 пакет, чија што распределба на средства се алоцирани во периодот 2007-2013, меѓутоа нивната имплементација е по формулата N+3, што значи 3 години после годината на алокација, од вкупно 614 милиони евра кои биле ставени на располагање, склучени се договори за искористување на 437 милиони евра или преку 70%. Ова информација може да се гледа од два аспекта. Прво, како важна придобивка од нашата европска агенда, имајќи предвид дека 437 милиони евра пари на даночни обврзници од земјите членки на Европската Унија се реализирани или се уште се реализираат во Република Македонија. Тоа не се малку пари, особено што истите се и внимателно таргетирани да се подобрат и унапредат стандардите на Македонија и истите да се приближат до оние на Унијата. Благодарение на овие средства, денес во Македонија имаме 10 реконструирани железнички станици, меѓу кои и најголемата во Скопје. Бројни институции ја подобрија ефикасноста на својата работа преку осовременување, како што е Тетра системот во МВР, софтверите за работа на Заводот за статистика и царина, реконструирани регионален центар на УЈП во Скопје, реконструирани бројни регионални патишта, изградени се повеќе пречистителни станици за вода, изградени се инфраструктурни проекти и така натаму. Меѓутоа, ова информација може да се анализира и критички, а тоа е дека преку 150 милиони евра или околу 25% од средствата кои биле ставени на располагање на Република Македонија не се искористени, истите ќе бидат вратени назад на Европската Унија. Токму во оваа критична смисла забелешките во овој извештај ќе представуваат главна основа врз основа на која што ќе се изгради нов мастер план за реформа на ИПА системот, но и за севкупни реформи во насока на зголемување на капацитетите на државната администрација за поголемо искористување на средствата од ИПА и поефикасно приспособување на државата кон стандардите на Европската Унија. Од она што го видовме, простор за подобрување постои, секако во рамките на правилата и препораките на Европската Унија. Мерките во мастер планот за ИПА, слично како и планот 369, ќе бидат поделени во три групи, според итноста и рочноста за нивната имплементација. Итните мерки, оние кои се однесуваат на спроведување на проекти предвидени со ИПА 1, се веќе утврдени и по нив веќе се постапува. Тоа се мерки и активности со кои што се обидуваме да спасиме што е можно повеќе од средствата од ИПА 1, кои доколку не успееме да ги реализираме до крајот на оваа година, а се останати малку месеци, односно краток период за реализација, тие ќе останат нереализирани, тоест ќе се вратат назад во буџетот на Европската Унија. Тоа се средства во износ околу 30 милиони евра, распределени во ризични проекти за чија реализација имаме краток период до декември оваа година. Таков проект, например, е изградбата на граничниот премин Белановце-Станчич, на кој што минатата недела дававме шанса за реализација, меѓутоа сепак влегува во категоријата на ризични проекти. Потоа, проектот пречистителна станица во Прилеп, реконструкција на железничката пруга Битола-Кременица, системот на интероперабилност во Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи. Иако на овие проекти веќе се работи, истите ќе бидат сублимирани како посебна единица од мастер планот за ИПА, како итни проекти за кои што е потребен посебен фокус од страна на владата и администрацијата.
Покрај ИПА 1 во тек е реализација, тоест програмирање, утврдување на проекти за реализација на пакетот ИПА 2, каде на располагање за годините 2014-2020 се ставени 644 милиони евра средства на даночните обврзници на членките на Европската Унија. Од овие средства, 67% или 445 милиони евра веќе се програмирани, што значи дека се веќе утврдени проекти за реализација, односно распределени за натамошна имплементација, а во моментот се работи на програмирање на уште 172 милиони евра. Сепак и при ИПА 2 над 40 милиони евра веќе се изгубени во фаза на програмирање, поради непостоење на квалитетни проекти за исполнување на критериумите. Одличен е податокот што имаме 445 милиони евра програмирани и ставени во распределба на проекти, но предизвиците кои резултираа со губење на 46 милиони евра во фаза на програмирање, како и актуелниот ризик за нецелосна реализација на она што веќе е програмирано, останува се уште. Целта на овој пресек и на овој извештај за досегашните состојби е делот наречен научени лекции. Во овој дел се содржат забелешките на процедурите, кадрите, системот и воопшто сите идентификувани предизвици поради кои настануваат потешкотиите во реализација на проектите. Овие забелешки ќе бидат основа за креирање на среднорочниот и долгорочниот план на мерки и активности, а кои најмногу ќе бидат насочени кон поголема апсорпција и искористеност на средствата од ИПА 2. Имплементацијата на овие реформи на крајот треба да резултира со поквалитетна и поефикасна ИПА структура, поефикасна администрација, но се и вкупно унапреден општествен систем кој што ќе обезбеди и подлабока апсорпција на ИПА средства и приближување на нашите стандарди со оние на Европската Унија. Благодарам на вниманието, ќе му дадам збор на министерот за финансии, а потоа ќе ви се обратам и на албански. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија и се достапни средства од инструментот за предпристапна помош ИПА од Европската Унија преку две финансиски перспективи, ИПА 2007-2013 и ИПА 2014-2020 година. Искористувањето на средствата од ИПА е значаен приоритет за владата на Република Македонија. Затоа ние одлучивме да почнеме со подготовка на план кој ќе ги адресира предизвиците и ќе ги подобри капацитетите за поголема апсорпција на ИПА средствата. Годинава завршува рокот за имплементација на дел од проектите на ИПА финансиската перспектива 2007-2013 година. Затоа првиот предизвик е нивно навремено завршување, но поради достигнање на реализацијата во претходниот период на дел од проектите, може да постои потреба од нивно финансирање преку буџетот на Република Македонија во 2018 година. Вкупно достапни средства на Македонија од ИПА 2007-2013 година биле 614 милиони евра. Средства во износ од 434,7 милиони евра се управуваат децентрализирано од националните структури во земјава. Од нив склучени се договори за во износ од 304,2 милиони евра средства од ИПА. Процентот на склучени договори во однос на расположливи средства изнесува 70%. При тоа овој процент е најнизок кај ИПАРТ компонентата, тој изнесува 33,3%, додека е највисока и програмите ТАјП 2009 и програмата за регионален развој. Вкупната вредност на исплатени средства од ИПА 2007-2013 заклучно со денес изнесува 216,5 милиони евра, односно 49,8% од расположливите средства. Досега во рамките на ИПА 2007-2013 година се изгубени 119,7 милиони евра, а се утврди дека постојат ризици за губење на дополнителни 33 милиони евра. Затоа владата прави напори за посилно ангажирање на сите капацитети во функција на поголема апсорпција на средствата и подобрување на пристапот на земјава кон нивно користење. Наши поидовни точки во изработка на планот за подобрување на искористеноста на ИПА се следниве три. Прво, да се обезбеди поголема посветеност од највисоко политичко ниво во однос на спроведувањето на ИПА во Македонија, што не било случај со претходната влада. Ова е особено значено при навремено дефинирање на приоритетните проекти
кои што ќе се финансираат од овој инструмент. Владата веќе отпочна со оценување на релевантноста на приоритетните проекти кои ќе се финансираат со ИПА финансиската перспектива 2014-2020 година со цел навремено да се реализираат овие средства. Второ, потребно е да се подобри екипираноста на структурите за управување со ИПА фондовите во земјава и да се води грижа за задржување на обучениот кадар во институциите. И трето, да се подобри функционирањето на ИПА структурите во согласност со правилата и препораките на Европската Унија во насока на зајакнување на меѓуинституционалната комуникација и координација и посебно во поголема транспарентност и отчетност на сите чинители во овој процес. Јас на крајот сакам да им се заблагодарам за поддршката што ја добиваме од делегацијата на Европската Унија и нивната подготвеност за заедничко надминување на предизвиците. А исто така, сакам да ја потенцирам и нашата цврста определба дека средствата од ИПА фондовите ќе придонесат за подобрување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија и секако ќе придонесат за и ќе обезбедат наше приближување до европските стандарди. Благодарам. Nacional për fondet IPA dhe përgjegjës për programimin dhe koordinimin e mjeteve IPA, së bashku me Ministrinë e Finansave si përgjegjës për kontraktimin, për procesin e lidhjes marrëveshjeve dhe zbatimin e tyre, sot në këtë takim dëshirojmë të prezantojmë një pjesë të gjetjeve tona nga raporti për gjendjen e deri tanishme të mjeteve IPA. Në të ashtuquajturën paketi IPA 1, Maqedonia ka pasur në dispozicion rreth 614 milion euro, nga të cilat rreth 437 milion euro janë kontraktuar ose rreth 70%. Kjo e dhënë mund shikohet në dy aspekte. Në aspektin pozitiv, si përfitim i rëndësishëm nga agenda jonë europiane, duke marrë parasysh se janë realizuar ose janë realizime sipër 437 milion euro parat taksa paguesve nga vendet e Bashkimit Evropian, dhe këto nuk janë pak mjete, sidomos për shkak se të njëjtat janë targetuar me kujdes për përmirësimin dhe avansimin e standardeve në mënyrë që të njëjtat të parafrohen me ato të Bashkimit Evropian. Falë këtyre mjeteve, sot në Maqedoni kemi 10 stacionet merremetuara hekurudhore. Shumë institucione kanë përmirësuar efikasitetin e tyre nëpërmjet sistemeve të modernizimit, siç është tetra sistemi në Ministrinë e Punëve të Brendshme apo softwareve të ndryshme në Drejtorinë e Statistikës dhe Doganave. Janë rekonstruuar shumë rrugë rajonale, janë ndërtuar shumë stacione për filtrimin e ujit dhe janë realizuar shumë projekte të tjera infrastrukturore. Mirëpo natyrisht ky raport mund shifet edhe në këndin kritik. Për shkak se mbi 150 milion euro ose 25% të mjeteve të cilët kanë qenë në dispozicion nuk janë shfrytzuar si rezultat i mungesës së projekteve cilësore dhe ato do të kthehen prapë në Bashkimin Evropian. Pikërisht këto dobësi të cilët janë verifikuar në sistemin e implementimit të mjetave IPA janë bazë për hartimin e një plani të ri master për reformën e strukturës IPA, por edhe të gjitha reformave tona me qëllim të rritjes së kapaciteteve të administratës shtetërore për shfrytëzimin sa më të mirë të mjeteve nga fondet IPA dhe aftësimin më të efektshëm të shtetit në pranimin e standardeve të Bashkimit Evropian. Ka hapësirë për të përmirësuar dhe këtu ne dalim tani me një plan të ri i ngjajshëm me planin 369, por tani për IPA, ku do të parashifen masa afat shkurta, afat mesme dhe afat gjata për realizim, për përmirësimin e kapacitetit absorbues që ka shteti për mjetet IPA. Masat urgjente që kanë të bëjnë me zbatimin e projekteve të parashikuara nga IPA 1 tashmë janë përcaktuar dhe sipas tyre edhe po veprohet. Fjala është për masa dhe veprime me të cilët po bëjmë përpjekje të shpëtojmë mundësisht sa më shumë mjete nga IPA 1, të cilët nëse nuk ja dalim të realizojmë deri në fund të vitit, do të jemi të detyruar të kthejmë mbrapsht në buxhetin e Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për mjete në shumë prej rreth 30 milion euro të dedikuara për projekte të ndryshme për realizimin e të cilëve ka mbetur një afat i shkurtër kohor deri në dhjetor të vitit 2017, duke pasur parasysh se qeveria është formuar diku në qershor, është kjo një afat i shkurtër për të shpërtuar këto projekte dhe prandaj po dalim me një plan master me masa urgjente për përmirësimin e
реализимит тие проективе. Проективе të tilla në rrezik janë projekti Bellanos Stančić, të cilin javën e kaluar I dham një shtytje të madhe për ta mundësuar realizimin, por përsëri e konsiderojmë në projektet me rrezik dhe me qëllim që të adresojmë në mënyrë më urgjente. Pastaj është projekti për spastrimin, stacionin për spastrimin e ujit në Prilep, me remetimin e Hëkurudhës Manastir Kremenic, sistemin e interoperabilitetit në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Krahas IPA 1-shit, në dispozicion është edhe paketi IPA 2 2014-2020, ku Maqedonia ka në dispozicion 644 milion euro, prej tyre rreth 445 milion janë veçmë të programuara, që do të thotë se projekte janë definuara dhe janë të ndara për implementim dhe realizim. 172 milion euro do të programohen ose jemi në fazë të programimit për vitin 2018 dhe ato kryesisht do t'i dedikohen sistemit në Ministrinë e Finansave. Ajo çfarë është më rëndësi se edhe në IPA 2 ekzistojnë rreziqe dhe mundësi të kthimit të mjeteve. Gjatë programimit janë humbur 40 milion euro në mungesë të projekteve cilësore që vijnë nga ministrit. Kjo e bën edhe më domethënës planin ton për t'i adresuar dobësit në sistemin e IPA strukturës me qëllim që mos të kemi humbjet më të tjeshme në këtë drejtim. Faleminderit për vëmendjen. Благодарам. Повелете, ако имате прашања во однос на темата. Да. Дел од проектите, доколку не се реализираат во роковите предвидени со финансиските договори, а кои што се по формулата N+3, односно година на алокација, 3 години после тоа простор да се реализираат, после треба да бидат покриени од средства на буџетот и затоа ние овие ризични проекти кои што ги наследуваме, ги ставаме во ургентните ризични приоритети за да ги адресираме со новиот план за реформи. Таков е граничниот премин Белановци Станчиш, каде што преку ИПА средства се гради заеднички објект, царински објект на самата гранична линија. Има одредени правни проблеми, бидејќи ниту една страна не може да даде дозвола за градба за другиот дел од објектот, а се работи за една градежна целина која што ги поминува двете страни од граничната линија. Минатата недела донесовме одлука на влада за проширување на договорот со Европската унија кој што јас веќе го потпишав и тоа даде реална шанса на проектот, меѓутоа го овластивме и Министерството за надворешни работи да го потпише протоколот со Република Косово кој што беше потпишан и сега ги правиме на дневна основа, дури денеска преземавме одредени чекори за да тој проект го спасиме на некој начин, односно го ставиме во реализација. Истото се однесува и за другите проекти. Пречистителната станица во Прилеп имаше одредени проблеми, меѓутоа сега веќе е реактивирана работата таму. Се надеваме дека ќе привршуваат во рамки на роковите кои што ги предвидовме. Значи, ИПА структурата е систем од околу 400 луѓе. Структура која што флуктуира. Како се обучуваат луѓето, некои од нив заминуваат и оставаат слабости во системот. Затоа е целта на нашиот план, сличен на планот 369, да предвидиме точни мерки, краткорочни, среднорочни и долгорочни, за да го подобриме апсорпциониот капацитет на ИПА фондовите. Се разбира дека можеби не е идеално 100% на апсорпција, меѓутоа нашата цел е да се приближиме на тие бројки. Значи, управата за јавни приходи ќе се излезе со точни податоци. За мене, како министер за финансии, е најбитно, и тоа цело време го барам и од управата за јавни приходи, и од царината, да се знае дека според законите секој ќе се ги плаќа даноците и другите давачки во државата, бидејќи тие давачки се потоа за доброто на граѓаните. Така да, нас ни е важно се да биде според законските процедури и еве видовте дека интенцијата е благовремено јавноста да биде известувана. Господин Осман, како ќе одговорите на обвинувањето на Србија за офанзивни разузнавачки активности кон нивната амбасада во Скопје? Сериозни се обвинувањата?
Значи, Република Македонија развива добрососедски односи со сите држави од регионот. Мислам дека новата влада го покажа тоа и ние превземаме интензивни активности да ги решаваме отворените прашања со соседите, а не да отвориме нови. Се разбира, смево и будно ја следиме ситуацијата, меѓутоа не би избрзале со заклучоци. Тоа што можеме да поздравиме е изјавата од српска страна дека, односно нивниот официјален став за заштита на пријателските односи и враќање на состојбите во вообичаените рамки. И ќе работиме на тоа. Дали причина е најавено можно гласање за Косово? Значи, дали е тоа едно? Мислам дека не треба да шпекулираме по однос на причината. За нас е важно да ги затвориме отворените прашања со соседите. Нема да избрзуваме со никакви одлуки во тој правец. Ке чекаме да се добијат сите детали по однос на тоа прашање. Важно е да има позитивна волја од двете страни да се вратат работите во обичаените односи. Каков е ставот на Македонија во однос на членството на Косово? Значи, ние имаме комуникација со косовската страна, во моментот они немаат воопшто апликација, така да тоа не е предмет на разговори, нито е побарано од нас. Кога во моментот ќе биде побарана поддршка, тогаш ќе донесеме одлука. Кога владата ќе започне процес за влизање во јавна билета? Мислам дека имаше информации од страна на владата и имаше пресконференција колку што се сеќавам од страна на портпаролот на ќе бидете дополнително информирани. Сакате само на овој спитал делот да говорите за Србија и за Косово на сумирана. Vedon Maqedonia është e interesuar për të krijuar marrëdhënie të mira me gjithë fqinjt. Këtë e kemi dëshmuar në këtë periudhë. Kemi mbyllur një çështje të rëndësishme si ajo me fqinjin ton lindor, marrëveshjen me Bullgarinë dhe jemi në veprime intenzive për të zgjidhur çështjet e hapura me të gjitha fqinjt e jo për të krijuar çështje të reja. Ajo çfarë ne mendojmë se është herët për të bërë konkluzione të sakta ose mos bëjmë konkluzione të hershme, është përshëndesim vendimin zyrtar të Serbisë se dëshirojnë të ruajnë marrëdhëniet e mira me Maqedoninë dhe të kthehen në normalitet raportet dhe marrëdhëniet. Ne do të veprojmë këtë drejtim të krijimit raporteve të mira me gjithë fqinjt që i kemi. Jemi në kontakt me Republikën e Kosovës, ata na informuan se nuk kanë aplikuar për UNESCO dhe ne do presim në momentin kur do kemi kërkesë nga Republika e Kosovës për përkrahje, natyrisht se do kemi qëndrim. Faleminderit. Благодарим.